Господине Иго Бештел, годинава Францускиот институт одбележува 50 години постоење. За овој јубилеј годинава организиравте ни за програмски содржини во пролетниот и ќе имате и во есенскиот дел. Колку сте задоволни од програмските содржини што се одржа пролетниот дел? Ова е голема година за нас, поради тоа што Францускиот институт во Скопје слави својата 50 годишнина и само да потсетиме дека Францускиот институт во Скопје е најстарата странска културна институција. Како што сами кажавте, еден прв дел од нашата програма ја организиравме во текот на ова пролет и представивме на публиката една програма која што беше многу разновидна и која што се водеше од една девиза, иновација, извонредност и најдоброто. Може ли сега да ни ги најавите и сите оние содржини што следуваат есенва? Ние во секој случај сме навистина многу задоволни од успехот што го постигнавме, успех кој што исто така се рефлектираше со многу бројни одеци во медиумите и така навистина сме среќни што изведовме таа програма. Ние ќе продолжиме понатаму со повеќе настани кои што ќе се одржат во текот на месеците октомври и ноември. А ние навистина го имаме тоа задоволство во рамките на таа филмска премиера да представиме еден филм кој што е најголем успех во светот на филмот во Франција оваа година, па дури не оваа година, него во изминативе 5 години, бидејќи во Франција над 10 милиони луѓе дојдоа да го гледаат тој филм и тоа е филмот Една мала работа повеќе. И после таа убава филмска премиера, таа убава вечер, филмот ќе остане во редовна, да кажеме, како редовно прикажување во Синеплекс и публиката ќе може да дојде и понатаму да го следи. И ние после тоа на почетокот на ноември ќе имаме две многу убави изложби. Првата изложба е посветена на Олимписките игри во Париз, а таа ќе се одржи на кампусот при Универзитетот Свети Кирил и Методи во комплексот на факултетите економски, филолошки и правен. А после тоа во излогот на Францускиот институт ќе се одржи една многу убава фотографска изложба на две млади и многу талентирани македонски уметници кои што ја прикажуваат таа изложба по нивниот престој во Сите Дезар во Париз. После тоа имаме два многу убави настани. На 16 ноември ќе се одржи една интерактивна, многу иновантна представа која што е насловена како Screenagers 2. Тоа е една така представа која што е навистина многу смешна, многу креативна, многу иновантна и која што ни доаѓа во тие рамки ни гостува француско-хрватската кореографка Барбара Матвеевич, а представата ќе се одржи во рамките на фестивалот Млад отворен театар. Представа посветена на дигиталните уметности. Во вторник, 26 ноември, ние ќе го завршиме сето тоа со отварањето на една прекрасна изложба на дела од колекцијата, од француската колекција на галеријата Остен, а таа изложба ќе се одржи во Чифтеама. И тоа ќе биде еден убав омаж за врските кои што ги поврзуваат двете земји. Навистина сме среќни што ќе имаме прилика да завршиме на тој начин.